Драги браки и сестри, благодаря на Господа за денешната сабота и времето кое може да го поминеме заедно. От сабота на сабота ние доаѓаме овде да го славиме Господа, да ја заекнуваме нашата вера и да се приготвиме за оној славен ден, ден кој го очекувале патриарсите, пророците, апостолите, а се надевам и ние. Денес насловот на нашата проповед гласи "Совеста во нас". Значи ќе стане збор за нашата совест. На 6 август 1945 година еден голем авион со сребрена боја се приближувал до Јапонија. Кога авионот дошол на оваа островска земја, одеднаш се ослободил од својот необичен терет и го променил правецот на движење. Иако војската која се наоѓала на копното со своите пушкомитралези сакале да го погодат тој авион, не успеале во таа намера. Посадата на овој авион била воодушевена и возбудена што се ослободиле од тој смртоносен терет. Кога десетина километри се оддалечили од островот, одеднаш доле на земјава се покажала една голема светлост, еден голем пламен како печорка, толку јак што и кабината во авионот била осветлена. Посадата повикала: "Успеавме, успеавме." Таму далеку доле на тлото во Јапонија, како што спомнав, еден џиновски облак на пламен, смртоносен, го осветил целиот остров. Истата таа вечер, американската телевизија и радио станици соопштиле дека еден од нивните авиони од типот Б-29 исфрлил атомска бомба на јапонскиот град Хирошима. Слушателите во целиот свет биле изненадени и шокирани за веста која слушнале. Таа бомба била така разорна. Неколку месеци подоцна пилотот на тој авион, кој означил почеток на една нова ера, едноставно бил фатен во грабеж на 2 поштански банки. Инспекторот кој го привел овој човек бил изненаден кога пред себе го приметил јунакот од Хирошима. Бил секако однесен на суд, оптужен за она што го направил. Меѓутоа, овој човек ништо не зборувал на судот. Неговиот адвокат истакнал дека неговиот клиент не е психички здрав. Атомската бомба не само што го уништила градот Хирошима, туку ја уништила и неговиот ум, неговата совест, неговата душа. Судијата го сослушал и неговиот психијатар, докторот кој го лечел овој човек. Докторот се викал Роберт, тогашен познат стручњак од психологијата, и тој еве што изјавил: "Господинот Клоди Тери", така се вика човекот кој го возил авионот и кој го офрлил тој смртоносен терет. Клоди Тери е жртва на комплекс на вина. Не само што, браки и сестри, овој човек направил поколј или убил стотици, илјадници луѓе со неговата бомба што ја фрлил, таа бомба индиректно всушност ја уништил и неговата душа. Татковината, каде што тој живеел, Америка, го прогласила овој човек за херој и му дале голема награда. Но не можеле да ја смират неговата совест за она што тој го направил. Тој се чувствувал виновен за невини илјадници жртви во Хирошима, кои страдале во мигот на бомбата која експлодирала, а и подосна со години. Докторот потврдил дека господинот Клоди бил уште 1955 година негов пациент и ја посетувал често неговата клиника. Пилотот кој ја отворил ова атомска ера во тоа време покушал да си го одземе дури својот живот. Го прогонувале душите или животите на илјадници луѓе кои биле невини и загинале во Јапонија. Совеста едноставно не му давала мир. Нашата тема денеска е совеста. Дали понекогаш сте се легнале дома, а не може да заспиете? Што е тоа?
Јас намерно на почетокот не читам библиски текстови, почнам со овој пример, кој ни укажа дека навистина притисокот може да биде голем во животот на човекот и да ја притиска нашата душа. Кога велам нашата душа, на што мислиме? Вели, душата ме боли. Каде лоцирате душата? На малиот прст, на големиот, во окото, во носот? Каде? Каде е душата? Во носот. Во градите. Дали понекогаш одиме на спиење, а не може да заспиеме? Колку пати делата што ги правиме може да изгорат нашата душа и да остават длабоки последици. Што е тоа совест, браќи и сестри? Имате ли дефиниција? Еве што вели еден духовен писател. Совеста е нешто што Бог го ставил во човекот. Место во умот на човекот каде Бог се јавува. Божи глас се слуша среде судирите на човечките страсти. Слични зборови употребува и писателот Виктор Иго. Сте слушнали за него, Виктор Иго, во своето дело Јадници, еве што пишува. Не може да се спречи мислата да се врати самата на себе. Не може да се спречи морето да се врати после осеката. Не може да се врати совеста на виновникот после стореното дело. Стравот дали може да се совлада? Може. Ако е детето уплашено, ти како мајка ќе го смириш. А поголемите што взимат да се смират? Диазепам. Средства за смирување, разни таблетки. Значи, меѓутоа, гласот на совеста не може да се стиши. Таквиот човек кој има вознемирена совест е сличен како на возбуркано море. Може би морето после ќе се смири после бурата, но може би длабоко во длабочината морето се уште е возбудено, односно разбрането, а ние само горе гледаме дека е мирно. Дали понекогаш приметувате луѓе околу нас или околу вас, кои наизглед се добри, мирни, смирени, а всушност им имат потреба од лекар, од психијатер, од психолог или зависат од одредени таблетки. Грижата на совеста, браќи и сестри, чувството на вина, ако не се ослободиме на време, може да ја разорат нашата душа и на крај да ја уништат. Што е тоа совест? Одговорот не е едноставен. На некој начин може да кажеме како една илустрација, совеста е како семафор. Семафор. Кога сакаме да поминеме низ улица и доаѓаме до семафор, а ние гледаме црвено светло. И што ни вели овде негде во главата? Стој. Може некој ти, ајде да поминеме. Дали понекогаш ви се случило со група да поминете на црвено, не гледајќи на бојата, него гледате луѓето дека поминуваат. Не може да застанеме или да поминеме. Совеста не се слуша, знаете кога? Кога е под влијание на опојни дроги, на алкохол или слични деривати. Најголемите криминални дела луѓето ги прават под дејство на тие наркотички средства. Кога совеста е ставена на страна или кога е исклучена. Луѓето прават такви злодела што во нормална состојба никогаш не би ги направила. Една мајка имала хендикепирано дете и во еден миг сакала да се ослободи од тоа дете. Секојаш кога покушавала тоа да го направи, не можела, зашто сепак мајчиното преовладувало. Еден ден решила да се напие и тоаш го сторила тоа. Значи, под влијание на такви дроги или на алкохол, нејзината совест оттапела. Таа тука била, меѓутоа не ја почувствувала совеста која вели немој да го правиш тоа. И во такова афектна состојба таа го направила тоа злодело. Ние сме во многу опасна состојба, браќи и сестри, ако ја исклучуваме совеста и ако не ја слушаме пораката на нашата совест. Ајде да отвориме Свето писмо, Библија, Дела на апостолите, 24 глава, 16 стих. Да видиме што овде зборува апостол Лука во 24 глава, стихот е 16-тиот. 24:16. Затоа и самиот се трудам секогаш да имам каква совест? Чиста совест пред кого? И пред Бога, и пред луѓето.
Зборот совест нема да го најдете во Стариот Завет со таков израз, совест. Не го пишува. Значи, Стариот Завет како да го абстенира тој збор совест. Меѓутоа, сепак можеме да кажеме дека и Стариот Завет зборува за совеста. Место совест зборува срце. Зборува срце. Понатаму има извештај вели, доприме во срцето. Читавме денеска за Јосиф. Како би направил такво грдно зло? Повторно, значи индиректно, совеста и во Стариот Завет опишана. Одиме во книгата на Јов. Јов, 27 глава. Книгата на Јов се наоѓа, знаеме во овој превод на Библијата, пред псалмите Давидови. Овде во 27 глава го читаме стихот од број 6. 26 глава, 6 стих, 27 глава, 6 стих, еве го извештајот, 27:6. Јас се држам за својата правда, нема да ја оставам. Моето срце нема да ме кори заради моите денови. Во модерен израз би рекле, мојата совест нема да ме кори. Значи, Јов зборува за совест индиректно. Кога зборува за срцето, всушност зборува овде за совеста. Животните, браќи и сестри, имат ли совест? Нема. Тие што имат? Имат инстинкт. Но човек се повикува на својата слободна волја. Човекот може да бира. Ние се наоѓаме на раскрсница и ние сме тие главните. Ни Бог не може место нас да бира. Бог ја оставил ова привилегија на нас. Дали совеста е резултат на некое акумулирано искуство во нашиот живот? Зошто некои браќа и сестри луѓе постапуваат вака по својата совест, некои луѓе онака, а некои на трет начин? Зошто? Дали совеста се стекнува со искуство? Детето, например, го учиме да не разбива, да не крши работи дома. Детето се учи на време да појде на училиште и на време да се врати. Дали со автобус или на некој друг начин. Домаќинките учат како да постават масата. Кај стои ножот? Од која страна? Од левата, десната вилушка. Ако сте во Африка, може би другче се поместува. Во Србија може некои други обичаи, во Хрватска други обичаи. Но ние се учиме според подневето каде што живееме. Обликуваме кошули, ставаме кравата, машна. Во општеството се прилагодуваме на приликите во кои живееме. Но дали тоа има врска со гревот? Дали е грев ако јас ја ставам вилушката на левата страна и ножот на десната? Нема тоа никаква врска со гревот. Или ако облечам кошула без машна. Или кратки панталони, долги, што ти ја знам. Тоа нема врска со гревот. Тоа е сосема нешто друго. Ние се прилагодуваме според условите во кои живееме. Меѓутоа, за совеста не може да кажеме така. Оно што Бог го всадил во умот на човекот, оно што е грев и во Африка, прекрашај на моралните принципи, на правилата што Господ ги кажал, и во Австралија или во Индија. Ние денеска, браќи и сестри, на жалост живееме во постмодернизам, каде што расте на нова генерација на деца, нова генерација на луѓе. Како ќе се ние здружиме со таквата група на луѓе? Кога денеска постои во светот еден модерен хит, а тоа е дека секој да има своја вистина. Секој си има своја вистина. Тоа е посебно опасно на моралното подрачје. Денеска ние сме оптеретени со такви настани. Денеска психолозите, лекарите, психијатрите велат, остави го детето, нека се разви, нека се искаже. Ма крши, нека крши, тоа е негова вистина. Значи, секој денес има своја вистина. Без обзир на сето тоа, Бог поставил, браќи и сестри, нормативи, правила на однесување. Не може нашата совест да ја смириме за миг со пиво, со ракија. Има луѓе кои тоа го прават. Мислат дека ќе се ослободат од својот терет. Некои ќе се наколтат таблетки, некои ќе отидат кај свештеник да се исповедат и тоа е добро. Психолозите се една врста модерни свештеници, кај што одат пациентите и се празнат. Се празнат од теретот што го носиш во душата. Тоа е може би само со неколку проценти на ослободување. Но и понатаму ние сме оптеретени. И понатаму нас не притиска грижа на нашата совест.
Но јас денеска сакам, браќи и сестри, не да ви открием нешто ново, само да ве подсетам дека постои еден друг лек, дека постои еден друг начин како ние да се ослободиме од нашата оптеретена совест. Сите тие работи што ги спомнав, до некаде може да ни помогнат, но за кратко. Утре се будиш наново и повторно те оптеретуваат истите мисли. Јас сакам да го поделам текстот од 1 Јованова, 1 глава, 9 стих со сите нас денеска, да го видиме правилото за ослободување од она што го притиска моето, односно твоето срце. Зашто животот е навистина тежок. Сме оптеретени со разни проблеми, но Господ е тој кој ја пружи својата рака и не повикува да дојдеме кај Него. Во првото послание на апостол Јован, во Новиот Завет, на страница 1131, во 9 стих, го знаете тој текст, само ќе ве подсетам. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Да, психијатрот ќе ти помогне, меѓутоа не може да те ослободи, не може да те очисти, не може да ти прости. Овој или оној пријател на кого ти ќе се довериш, може до некаде да ти олесне душата, но не целосно. Овде имаме правило: признај, остави и добиваш прошка. Добиваш очистување, добиваш растаретување на теретот кој го носиш. Признај, и тоа признавање пред Бога носи олеснение. Еден човек од Библијата, познат човек, кој оставил голем белег, бил оптеретен, се мачел, меѓутоа сакам да заеднички ги читаме неговите зборови. Ова е најдобриот псалам 32. Број 32. Отворете и заедно да го читаме псалмот 32. Читайте го почесто кога ќе се најдете во таква ситуација, како што бил Давид. Човек пријател на Бога. Човек кој навистина го приготвил и храмот кој требал да биде правен, односно граден. Човек кој и ден денес евреите жалат и плачат за него, зашто за време на неговото владење евреите најдобро живееле и најмногу благодети имале во нивното општество. Давид, еве, го пишува свој покајнички псалам. Ајде да го читаме заедно, тоа се само 11 стихови. Блажен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блазен е човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чии дух нема измама. Внимавајте Давид колко е искрен овде. Тоа што го чувствувал во својата душа, го напишал на пергамент, на кожа и било на што во тоа време на што пишувале. Давид ја опишува својата внатрешна состојба. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе, твојата рака тежеше врз мене, мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Зато нека ти се моли секој побожник, кога можеш да бидеш најден. И тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште. Ти ќе ме запазиш од тага. Ќе ме окружиш со радоста на спасението. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Ќе те советувам. Моето око ќе бдее над тебе. Не бидете како коњ или мазга без разум, чија дивина ја скротуваш со оглавник и узда, инаку не би се приближили до тебе. Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Веселете се во Господа и радувајте се, праведници. Викајте радосно сите кои сте со право срце. Давид ја отворил својата душа. Давид ги кажа своите проблеми пред Господа. Како прави споредба овде? Вели, кога молчев, коските се исушија. На кој се сушат коските? На мртовецот, кој нема живот во себе. Видите, Давид до каква состојба паднал во својот живот. Дење твојата рака тежеше врз мене.
Моята животна влага се претвори во летен припек. Не може да тајме, може да криеме, но Бог знае. Бог гледа, теретот е тежок и затоа денеска Бог не повикува, браки и сестри, да дојдеме кај Него, да се ослободиме било од која вина, било од што, ако не притиска нешто, Бог е подготвен да тоа го земе врз себе и да го фрли во длабочините морски. А ако било потребно само психијатар, психолог или таблетки да користиме за да се ослободиме, Христос немало потреба да доаѓа од небото. Христос немало потреба да умира на крст. Но само Христовата крв, Христовата смрт, односно Неговиот живот, Неговото воскресение може да ни донесе олеснение за нашиот терет. Кога твојот живот е неподносен, кога може би си пробал се и си пробала се од тие наведени работи и нема излез, лекот е дојди кај Бога, клекни на своите колена и исповедај се кај Бога. И те луѓето направиле некои верски заедници исповест кај свештеници. На свештеничко уво ќе му кажиш и тој вели Керко, ослободена си од тие грева. Меѓутоа ние го немаме тоа право. Никога Бог не го овластил да дава прошка на друг. Тоа е само право на Бога. Во книгата на Давида, до псалмите иден текст, својата вина ја кажав на Тебе, Господе. Да, луѓето, реков, може до некаде да ни помогнат. Има пријатели кои се поверни вели од брат Библијата. Може да му каже до некаде. Меѓутоа, сепак, конечно, за целосно решение на нашиот проблем може да го направи само Бог. Тогаш нашата совест ќе биде чиста, а нашиот терет тргнат на страна и никогаш Бог нема да го спомнува. Може би, браќи и сестри, понекогаш некој ќе потегне чаша, мислејќи дека на тој начин ќе смири својата совест. Меѓутоа, проблемот и понатаму останува во душата на човекот. Но, зошто се случува понекогаш? Луѓе се убиваат едни со други. Ние велиме, овој човек нема совест. Како нема совест? Зарем ја хируршки извадил? На што мислиме нема совест? Отапена. Нема чувство на вина. И Библијата тоа го зборува. Еве само јас ќе ви спомнам текстови, но нема да ги читам. 1 Тимотиева 4:2. Пишува дека нашата совест може да биде жигосана. Што значи тоа жигосана? Запечатена. Добро, запечатена, меѓутоа нечувствителна ќе биде. Кога нешто жигосано. Знаете, кога се става жиг на кравите, тамо више нема оне влакна, нема више дел од кожата, како што е природно. Значи жигосана, уништена. Тит, послание до Тит, 1:15 пишува дека нашата совест може да биде опоганета. И во Евреите 10:22 Павле пишува дека нашата совест може да биде зла. Евреите 10 глава, 22 стих. Што тоа значи, браќи и сестри, зла совест? Тоа не е совест. Мола? Тоа е спротивно со самата дефиниција на совест. Да. Меѓутоа, во кој смисол, еве, само да го прочитаме стихот, еве, да ни биде појаснен, Евреите 10:22, во кој контекст е зла совест? 10:22, еве што вели Павле. Да пристапуваме со искрено срце, во полна увереност на верата, со срца кои преку попраскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Значи, јас сум верувал на еден начин. И сум мислел дека искрено верувам. Ние сино ќе читавме во рамките на службата за почеток на саботата, дека има луѓе кои искрено веруваат на таков начин како што мислат. Меѓутоа, кога ќе откријат правата вистина, тие се оптеретени во својата совест и велат, што сум ја правил? Сум изгубил толку години служејќи на погрешен начин. И затоа Павле вели овде, со срце кои преку попраскување, како тоа попраскување? Со крштевање се очистени од зла совест и со тело вели измиено во чиста вода. Значи, браќи и сестри, јас сакам да го донесам часовникот, па еве го заборев. Ако ние го навиеме часовникот да ни звони во 6 часот или во 4 наутро, секој ден, после 10-тиот, 100-тиот ден,
Што се случува со нашето уво? Дали ќе го слушнеме сатот? Тоа си звони. Меѓутоа, ние се навикнуваме. Ние се навикнуваме. Меѓутоа, првото утро сме скокнале, можеби, од креветот, затоа што часовникот зазвона. Јас пораснав како дете во Медулин во Истра, пишува еден човек во своето досие. И вели, таму живеевме во едно село, кај што имаше една голема католичка црква. А горе на црквата што има претежно? Големи звона. Горе, вели, високо беше поставено големо звоно, а до него уште две малечки. Кога ова големото ќе зазвони, се тресеше целото село, целата таа регија. И од 5 до 10 километри се слушаше звоното како звони. Додека луѓето работеле, вели, по своите полиња, звоното им означуваше напладне, 12 часот, или звонеше некаде во попладне околу 5:30. Едно лето, раскаже овој човек, кај нас дојдоа гости. И тоа звоно почна да звони. Луѓето гости, како од топ отфрлени, вели, излего на прозорци да види што тоа звони. Прв пат слушат такво нешто како звони. А ние, вели, си седевме како да не го ни слушнавме звонато. Што тоа значи, браќа и сестри? Навика. Домакините веќе се навикнале. Не знам дали вие живеете негде близу Воз. Еве, брат, драги, таму се најблиски до железничка пруга. Или во Велес, тие кои се поред пругата, бидејќи низ центарот поминува, би рекол. Луѓето се навикнуваат. Ние кога дојдовме во аеродром, не можехме да спиеме таму во зградата. Толку галама, после се навикнавме. Значи, човекот се прилагодува, се навикнува. Нешто слично е, браќа и сестри, и со нашата совест. Кога прв пат ќе сториме нешто, тоа му оди многу тешко. Натрешниот глас ни вели, немој да крадеш, немој да правиш, немој да одиш, немој да чиниш. Но вториот, третиот, 10-тиот и понатаму едноставно се навикнуваме. Старата историја вели, кога чувените римски легии поминувале низ разни земји, каде ги ограбувале, односно каде ги поробувале, уништувале се пред себе и носеле мир. Тоа мир е под наводници. Состојбата, вели, во која се нашло местото каде што поминувале војниците, тие го нарекувале мир. Дали тоа било навистина мир, браќи и сестри? Не. Војниците на тој начин смирувале, ќе убијат, ќе затворат, ни тие се имат мир, немат непријатели. Меѓутоа, дали било мир за мештаните, за населението во тие крајеви? На жалост, не. Може да кажеме и ние сме понекогаш во таква или слична состојба. На влезот во Мухамедовиот храм, доле во Мека, пишува со големи букви: дојдете кај мене. Очистете се, па дојдете кај мене. Така пишува. И не сум бил, меѓутоа, еве, има такви изјави. Драги сестри, кај Исусовиот гроб или кај Исусовиота канцеларија, како пишува? Дали пишува така? Очисти се, па дојди. Не. Кај Исусовата канцеларија пишува: дојдете кај мене сите кои сте уморни и товарени, такви какви што сте, со оптеретена совест, со жигосана, со зла, било каква да е. Меѓутоа, дојдете барем кај мене и ќе најдеме заедничко решение. Исус е тука поред нас подготвен да ни помогне, да се ослободиме и за секојаш да бидеме чисти. Реки сестри, во Божјото царство ќе бидат многу грешници. Знаете зошто? Затоа што дошле под подножјето на крстот. Да, таму ќе го најдеме еден брат Давид, брат Петар, сестра Марија, грешницата, и многу други, кои дошле кај крстот, кои дошле кај Христа. Грешници кои биле во подножјето на крстот. Но знаете, таму нема кој да најдеме. Кои нема да бидат таму. Тие кои денеска се сметале за праведници, тие денеска кои се сметале дека немат потреба од чистење, тие кои наоѓаат замерка, грешка кај другите, а јас не сум таков. Приказката од Лука, знаете? Со двајцата молители. Царинарникот толку се чувствувал грешен, што не сакал да зачекори таму во предворјето на храмот
odnosno natре во самата просторија, стоел тамо на крајот, на влезот, а оној фарисеј што се ударал во гради, јас не сум таков, давам ово она, меѓутоа Исус ја завршува приказната и вели, кој се отиде оправдан? Оној царинарникот кој рече, Господе, не сум достоен. Господе, биди милостив мене, грешникот. Драги сестри, Бог денеска не повикува да дојдеме кај Него. Во оваа прилика би сакал да поделам уште еден текст кога стана збор за Светиот Дух, за хулата на Светиот Дух, Матеј 12 глава. Ние имавме неодамна проучување овде што значи хула на Светиот Дух, сега нема да зборуваме за таа тема, само успат што се вели ќе го споменеме овој текст кога станува збор за Духот Свети кој работи преку нашата совест, кој делува преку нашата совест. 12 глава 31 и 32, еве што вели овде Матеј. Зато ви велам, секој грев и хула ќе им се простат на луѓето, но хулата против Духот нема да се прости. И ако некој рече збор против Синот човечки, ќе му се прости, но ако некој рече против Светиот Дух, нема да му се прости ниту и во овој век, нити во иднина. Зошто, браќи и сестри, нема да му се прости? Зарем Боже, твоето срце е толку теснато, што нема милост да ни простиш. Зарем Бог навистина нема да прости, ако се ние похулиме на Светиот Дух? Што е тоа хула на Светиот Дух? Тоа е, браќи и сестри, тесно поврзано со нашата совест. Во книгата Воспитание или Одгој, духовниот писател Елен Вајт пишува дека човекот има во својот мозок живци или нерви преку кои Бог ја одржува врската со човек. Пишува дословно така. Тоа се тие најчувствителни делови на човечкиот ум. Ако ние ги уништиме со алкохол, со дрога, со други работи и совеста да биде наша оптеретена, ние всушност ја прекинуваме врската на комуникација со Светиот Дух. Тоа е всушност таа хула кој Духот зборува, но ти си ги потрошил батериите, би рекол. Знаете како што мобилното или било што се е вред, но немаш батерија, нема струја внатре. Ние со тие наркотички, со сите тие работи ги уништуваме тие тенки, фини нерви или живци што се во нашиот ум, кои комуницират со Бог, односно Бог комуницира со нас. Бог е и понатаму подготвен да прости. Но човекот е ограничен во својот живот да го направи тој чекор на покаяние. Што тоа значи? Значи да ние не смееме да си играме со нашата совест. Зашто на тој начин ние си играме со Светиот Дух. Ние не можеме да си играме, браќи и сестри, со тоа звоно, да чукаме кога треба и кога не треба. Зашто ќе дојде ден кога нема да го слушнеме звукот на звоното, односно опомените на Светиот Дух. Тогаш нашата совест потапува. Звоното звони, а ние воопшто не го слушаме. Одиме во Евреите, тука сме при крај, уште малку ќе прочитаме уште неколку текстови. Евреите 10:26. Еве што пишува овде? 10:26. Зашто ако грешиме самоволно, откако го примивме полното познание на вистината, не останува веќе жртва за гревови. Значи, Евреите 10:26. Понатаму одиме во Постанок или прва книга Мојсеева. Ќе се подсетиме на предпотопниот свет, кога Бог погледа на земјава и дојде до констатација, 6 глава, 3 стих. Тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека во човекот. Човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Браќи и сестри, најчувствителниот дел во нашето тело е нашиот ум, нашата совест. Може да биде онеспособена за комуникација со Бога. И читаме текст последен за денеска во Дела 2 глава. Во Новиот Завет, во книгата Делата на апостолите, 2 глава, 36-37. Овде имаме два настани збиени во ова два текста. Меѓутоа, еве зашто станува збор. Дела на апостолите, 2 глава, 36-37 стих. И така нека сиот Израилев дом знае веродостојно дека Бог го направи Господ и Христос,
Ovo Isus, kogo вие го распнавте. Внимавајте сега на следниот текст, 37. Ако го чуја тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли: мажи, браќа, што да правиме? И сега знаете Петар што им вели: покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови и ќе примите дар на Светиот Дух. Овде имаме Петрова проповед, каде што тој директно, без влахно на јази би рекле, ги обтужува израелците и самиот Израел. Што и вели: па вие го распнавте Христа. Петар со прстин кажува, без да се плаши: вие го распнавте. Ве прашувам, браќа и сестри, зошто сега израелците не зеле камења и да го убијат Петрата? А само пред неколку денови или месеци убиле друг човек, кој исто така им го кажа тоа. Како се викаше тој човек? Стефан. Стефан ги оптужи, тогаш зедоа камења. Сега не зимат камења. Тогаш совест им била оттапена на тие израелци, браки израелци. Сега Духот Свети работи на израелците, потикнати, вели ги засегна во срцето, во умот би рекол, и го прашуват Петра: Петре, што треба да правиме за да се спасиме? Петар им го кажа решението. Знаете, браќа и сестри, кога вие некој живот, некоја мачка, ќе дотерете до ќошот, што прави таа? Се повлекува, кога нема каде, што прави тогаш? Оди кон тебе или гребе со нозете. Да. Така и човекот кога е натерен во ќош, тој се правда или покушава да се оправда. Овде гледаме дека реакцијата на овие луѓе е позитивна. Што се случило? Кој влијал на нивниот ум? Секато тоа е третото лице на Божеството, Светиот Дух, кој делувал на нивните срца и сега наместо да фрлат камења по Петар, тие фрлат камења во себе. Се обтужуваат и вели: ете што сме направиле. Сме го распнале Исуса Христа. Тука бил, браќа и сестри, Светиот Дух. А дали бил Светиот Дух кога го каменувале и Стефана? Бил и таму. Меѓутоа тие не му дозволиле да делува на нивните срца. Духот Свети и тогаш бил присутен. Духот Свети и сега е присутен, подготвен да го менува твојот и мојот живот, да те ослободи од таа твоја оптеретена совест. Дојди кај крстот, помолимо се на Христа. Христос има решение за секој наш проблем. Да, Библијата е таа која може многу да ни помогне. Земете време, колку вам ви одговара, и читајте Библија, проучувајте, молете се. Тоа е најдобрата терапија, најдобриот лек за ослободување од она што не тишти. Нека Господ ни помогне, браќа и сестри, да навистина имаме чиста совест и пред Бога и пред луѓето. Некој човек отишол кај еден чевлар да купи чевли. Купил чевли, кожни, убави, но немал пари. Го замолил газата дали може да го почека, тој му рекол: ќе те почекам. Меѓутоа тоа чекање се одолжило. Поминало веќе неколку години. Човекот веќе чевлите скоро ги истрошил, но се уште ги носел. Меѓутоа еден ден решил да отиде да му однесе пари на човекот. И дошол кај дукенот и гледа некролог. Човекот газда умрел пред неколку месеци. Што да прави сега? Парите му биле в джеб, ги зел, ги ставил во едно плико и ги ставил доле под вратата да влезат, односно да ги стави натре во дукенот. И знаете што рекол? Ти си мртов, но за мене си се уште жив. Бил оптеретен со совеста, зошто навреме не ги платил. Нешто слично се случило со еден друг човек, одел близу една фарма. Фармата била оградена со големи ѕидови, имал многу јак, скап шешир, кожен. Така одејќи дувнал јак ветар и шеширот му излетал преку ограда. Не можел никому да влезе. Кучиња, оградено све, и се помирал со шеширот. Од другата страна на ѕидот имало деца, синови кои го прибрали шеширот и си го носиле. Неколку генерации. Поминало 40 години. Газата бил оптеретен. Чиј е тој шешир?
Сакал да се ослободи од теретот. Отишол во една новинска куќа и напишал сообщение. Се бара човек кој го изгубил шеширот пред 40 години. Драги сестри, човекот оптеретен не можел да спие. Секогаш тој шешир го подсетува на тој непознат човек. Господ денеска не повикува и ние да се ослободиме од она што не тишти. Ние се наоѓаме во еден авион, би рекол. Знаете, има авиони кои ноќно време слетуваат на пистата. И најновите сега и во магла може да следат. Како тоа го прават? Да, има долу на земјата контрола. Луѓе кои ги наведуваат авионите безбедно да слетат на писта. Ние би рекле наслепо, но тие се водени од контролори. Браќи и сестри, ние се наоѓаме во еден таков авион. И ние наскоро треба да слетиме на таа духовна писта. И тоа наслепо. Но нема проблем да слетиме ако имаме ова контрола, ако сме поврзани со овој вселенски контролен систем. Тој има специјални навигации, каде што нашиот авион безбедно полека ќе слети над престолот во вселената. Ние сме поврзани со Светиот Дух. Но да се молиме на Бога да не уништиме таа врска, таа комуникација, бидејќи само таа врска со Бога може да не однесе директно на таа духовна писта во Новиот Ерусалим, таму со Христа, да бидеме за секогаш. Амин. На крајот да пронајдеме песната број